21 декември 2025 лето, господа, добро дојдовте во подкастот на Слободен свет. Денеска посебна чест ми е што повторно мој и ваш гостин е докторката Slađana Vilkov. Slađana, добро дојде во студио. Добро те најдов, Владо. После година и половина. Да. Да. Со душа чека публиката. И многу пати во инбокс ми пристигнува нели пораки кога ќе дојде докторката Slađana. Имаат многу што гледачите нели да прашаат, бидејќи не е воопшто нели куртоазност. Ти си една од ретките кои што може да даде одговори на повеќе прашања, вклучително нели и мејнстрим науката нели околу здравјето и оние нели пропратни условно кажано теории на заговор, за кои што гледаме дека од ден на ден се повеќе стануваат реалност. Решивме за темава првото прашање да биде Safe City, актуелен во Скопје. Да. Еве веќе мислам чинам дека втора или трета недела веќе тој пилот период пробен кој што треба да трае дека до 1 февруари е веќе на сила и да објасниме нели за публиката која што не е во текст што е всушност тоа Safe City. Тоа е надзорен систем, видео систем кој што нели на одредени раскрсници во главниот град, сега е во главниот град на Република Македонија, подосна се планира нели тој проект да се прошири и во останатите градови, кој што ќе контролира со која брзина возилата нели возат, се ограничува дополнително на 50 км на час нели возењето низ скопските улици. Многу прашања, многу про и против кај самата јавност. Еве имено јас сум против тој систем затоа што изговорот за негово воведување е да се намалат нели сообраќајните незгоди, да не страдаат недолжни граѓани. Меѓутоа, јас мислам дека има многу пософистицирани и поедноставни методи кои што ќе го регулираат тоа, на пример, темпомати, ограничувачи на брзина, може да се вгради секое возило, тука може многу поевтино дури државата да помине да ги купи сите тие темпомати, ќе биде поевтино него ли овој софистициран видео надзорен систем. Ајде пак ќе почнеме со теорија на заговор. Јас ќе започнам, ја нека бидам тој кој што ги пласира во јавност. Мене повеќе ова ми личи на оние 15-минутни градови на Ноел Хараре, кој нели прв ги споменуваше на светските економски форуми, и она тотална контрола врз нели движењето на самите граѓани. Да. Да. Па кога викаш теорија на заговор, јас сега ќе се сетив на еден значи пред едно 20 и нешто години полагав IELTS тест по англиски во British Council, кој ми требаше за работа во една странска земја, каде што се зборува англиски. И таму бев на некој као обука, некоја пред да полагам тој тест, имаше некаква обука и помеѓу останато еден ден имавме обработка на еден текст. Не се сеќавам како се викаше, знам само дека ми остана во сеќавање, остана слики што ги гледав во тој текст. А во текстот беше опишано, значи пред 20 и нешто години, во текстот беше опишана иднина, значи тоа не беше science fiction, научна фантастика, него текст, научен текст за иднината на живење, така нешто. И сега вика саобраќај. Вика нема никој да поседува приватни автомобили, значи public transport, овој како се вика автобуси, возови и така, коли сами ќе возат електрични, без возач и мора да биде пополнет, не знам, број на патници и сега ти вртиш и ако ти се најде таму во околината некој автомобил, те вози и така нешто,
века нема да поседуваме станови, него ќе живее кој каде, не знам како. Дури до тава дојде зборот, не можеш ни тава да поседуваш, значи ништо не поседуваш, ако ти треба тава, ти ќе ја позајмиш од државата. Или превод, ке немате ништо, а ќе бидете среќни. И сега јас тоа заборавив тоа, одамна беше, не сум го ни запамтила, некаде ни ништо го имав тоа, таа книга, ама тоа одамна поминало, кој знае каде е сето тоа. И сега кога доаѓа ова со Светски економски форум, не е тоа Светски економски форум, он е извршител. Так. Значи, позади сето тоа стојат психопати, или некој може би сака да го нарече темни сили или така нешто, али да ги кажеме благо речено психопати, кои, али, почнав од таа приказна, меѓутоа, да се вратам да бидеме концизни, на Safe City. Значи, Safe City значи безбеден град. Меѓутоа, ние гледаме дека тука ништо нема безбедно, затоа што верижни судари се поголеми, почести, зошто? Затоа што намалување на брзината. Затоа што човекот за да не го фати на 51, он гледа затоа што поголем број на коли тука во сиромашна земја, Македонија нема темпомати. Так. Што значи он мора да гледа и вози 40, значи гледа у табла, не гледа пред себе. И затоа имаме тие верижни судари. Ние во Сопиште, каде што живееме, никогаш не сме имале смог таму на врв на Сопиште. Јас сега кога доаѓа нагоре, тоа ми беше прв пат со години, никогаш не сме имале. Значи, смог е толку многу го има, значи да не може целото Скопје е прекриено како со кебе, со смог, и тој смог се дига и нагоре. Значи, до врвна водно оди тоа. Застрашувачки. Зошто е тоа така? Па затоа што ти кога ќе влезеш во град, наместо да поминеш за пола сат, што и тоа беше многу, сега ќе идеш 2 часа ќе возиш. И сето тоа тие издувни гасови и така натаму. Меѓутоа да се вратам на клучот. Значи, ти кажа 15-минутни градови. Значи, овде не се работи за никаква безбедност, не се работи за никаква, не знам, вика да се спречат, не знам, тие како се викаат жртви и така натаму. Па вие ако сакате, значи на влез на Скопје, таму кај ова бензинската помпа. Да, има еден пешачки каде што јас еднаш едвај видов жената како поминува на пешачки. Зошто? Затоа што не е осветлено. И ништо не се гледа. Значи, вие прво ќе осветлите пешачки премин. Так. Па после ќе ќе ставите тастери на тие... Да ставите семафори. Да се почува зелено. Зошто некој усред ноќ, 3 сат ноќи, кога нема жив човек... И ќе поставите оние легнати полицајци, не ќе бидат... И плюс тоа, да. Значи, али зашто некој да чека у 3 сат ноќе и да се прават колони и не знам што без везе, ако не постои пешак? Значи, во сите цивилизирани земји постои тастер, кој е ефтина работа. Мислам дека го има. Тамо, ама не, може има на едно место, 2 места. Тоа треба да има на секој семафор. Апсолутно. Затоа што ти ќе стиснеш и тогаш ќе преминеш, имаш колку секунди да преминеш и тоа е тоа. Може некогаш сат време нема да има пешак. И ако нема пешак, колона ќе си врви, нема да има застој, нема да има загадување, нема да има проблеми. Друго, значи, кога зборуваме за Safe City, пред се, тука се зборува за да се враќаме на агендата 2030, значи таа агенда неќете имати ништа, ќе бидете среќни, што викаат тие психопати. Значи, тука е толку, како да кажам, поента е во тоа да ти се згади возењето толку многу, за да дигнеш раце од автомобил. Не би треба кола. Не може. Да. Затоа што
Тоа е принцип секаде. Еве во Србија моментално има застој на автопат. По 5 часа чекаат на автопат. Значи, овде, на пример, нарочно се прави гужва. Нарочно. Не е тоа случајно. Секако. Во други земји исто. Во Шпанија, на пример, се воведува казна ако е човек сам во автомобил. Значи, не можеш сам да се возиш во автомобил. И тоа ти е прв чекор за да те, значи, ќе те притисне сам, па после ќе каже двојца, тројца, па, знаеш, па овде е вака, па ќе ти почне некои рестрикции и така натаму. Значи, овие... Ова подсега на она време од средината на 80-те години кои имавме рестрикции во социјализмот. Да, па гледаш, пред некоја година се враќавме, поминувавме низ Бугарија, мислам дека се викаше Пловдив градот, не знам. И влеговме таму, сакавме да поминеме и гледаме, влегуваме во градот и луѓето возат ненормално споро. Значи, ти, например, овде имаш улици каде што не постои пешачки премин, не постои, меѓутоа постои ограничување 50. Да. Не постои толеранција. Например, ти во сите европски земји имаш 10, некаде во Австрија, мислам, 20 километри толеранција, што значи дека полицијата толерира до 70. А овде не постои некаква толеранција. Значи, и сега ова што кажав, значи, поентата е за да се намали, како да кажам, човекот сам да каже не можам повеќе, доста ми од ова и така натаму, и да се дигнат раце од автомобили. Ама не е тука за автомобил, ние имаме бесплатна енергија, постои со стотици години, што значи дека и пред Тесла. Апсолутно. Значи, не ни требаат ни батерии, ни литиумски, ни натриумски, ни никакви батерии не ни требаат. Значи, постои бесплатна енергија и ние можеме да возиме автомобили на бесплатна енергија, можеш и да леташ и што сакаш. Да. Тоа се постои веќе практика е, само што не се пуштаат во масивно производство на хидроген, кој што е многу ефтин. Хидроген, да. Стенли Мајер, човекот, мислам, 60-тите години, он направи автомобил, го има, ние го преведовме на српски, Марија Стојаковиќ го преведе. Значи, имаше автомобил, Стенли Мајер, направил кола и тоа адаптирал оваа кола, која на гориво стандардна, и вози на снег, лед, што сакаш внатре стави, солена вода, каква сакаш вода, и автомобил си оди. И тоа со солидна брзина. И што се случи? Он сакаше да го задржи патентот и да се збогати. Со снајпер беше убиен. Сега, значи, слободна енергија треба да се става бесплатно на интернет, тие модели на мотори и така. Пред 4 дни, извини што тупаѓам сега, беше застрелан под мистериозни околности еден од научниците на МИТ во Соединета Американски држави, кој што работел на плазмена енергија. Да. И сега, значи, тоа е идејата. Друго, не се работи овде само за Safe City, него имаме ние у Македонија и SafeNet. Ти доаѓа на телефон, вика, сакаш ли SafeNet? А што е тоа? Тоа значи све што не е мејнстрим, значи што не потврдува таму овие што трујат од овие, од оние политичари и така натаму. Значи све што не е мејнстрим, што не е официјална наука, што не е официјална информација, тоа не ти се прикажува. И ти остануваш тупав. Затоа што ова што ти од многу информации. Па наравно. Претпоставам дека тој SafeNet е контролиран од AI, од вештачки интелект. Да. А AI кој го контролира, кој го формира, го психопати. Така да, инаку има и AI кој е, како да кажем, наполнет со добри податоци. Брайан Адамс, мислам дека од Америка, он е као некој
health coach од Америка и он мислам дека го направи тој Safe AI. Го храни со позитивни алгоритми. Го храни со позитивни информации. Да. Ама овој ние што го имаме тука сега, тоа е монструм. Друго, прашањето е од каде? Пази, ова е гломазен проект. И тоа како и многу скап. Многу скап. Од каде се тие пари? Дали се зборува? Дали владата кажува од каде се тие пари? Од кого е добиена целата таа апаратура? Друго, колку е платено, значи за сето тоа. Понатака, парите од казните каде ќе идат? Значи, каде ќе се процесуираат Јасно е дека ќе има многу казни. Сигурно. И многу средства ќе се влеvaат. Сигурно. Значи, што ќе се случува со, дали ќе се реинвестираат? Значи, и прво, владата тоа сама треба да го каже на народот, а не ние сега да поставуваме прашања, да им сугерираме и не знам што. Значи, тоа се основни работи. Основни работи. Овој систем, значи ние се сеќаваме скоро имаше оној афера со Љупчо, тој Палчо. Така, тогаш беше вклучен на... Не беше вклучен баш во тие моменти, Safe City. Гледаш, значи како тоа сега камери се секако вклучени, ние знаеме дека све се снима и така, ама тогаш значи не снима дали имаме телефон, како изгледаме, дали имаме наочари, све се снима, ама Палчо го нема на камери. Друго, се сеќаваме на тие судења смешни, со лепенки, со снимки, лепени, со сечени, со какви глупости, значи што деца може да го сватат за што се работи. Име се најде, кој сака да види оружјето со кое што извршва. Да, не, мислам тука има многу зборења, ама нема да влегуваме во тоа само луѓето да видат последниот подкаст на човекот, кај што покажа тие лични документи, и беше јасно веднаш дека ќе биде некој голем проблем. Сега ние имаме, значи, во еден таков голем случај имаме лепење на снимки, сведоци еден ден викаат 15 пати менуваат изјави. И сега ние во таков еден систем ти доаѓа пријава, еден човек напиша, му дошла пријава дека возел не знам што побрзо, а он бил во гаража. Значи паркиран автомобил во гаража во тоа време. Што значи дека тој систем не е сигурен. Така. Не е точен. И сега ти ајде докажи ако ти со таква една масивна превара и лага како со тој Љупчо, и хај сега некој обичен човек, некој мал човек, нека докаже дека он бил во гаража, ќе дојме ситуација кој процес на капка. Тоа е тоа, да. Ама има подобар еден. Да. Тоа е добра споредба, ама има споредба со Идиокраси. Идиокраси е филм кој сите треба да го видиме. Тоа е филм science fiction, научна фантастика, и кој сега ако гледате, во многу работи одамна е снимен, ама многу работи се совпаѓаат. Идиокраси, знаеме што значи, идиократија, и приближно сме тука со овој детали од филмот. Значи, кој ќе го заштити народот од такви, например, пошто казните се извршни, кој ќе го заштити народот од такви лажни, например, обвинувања, дека човекот возел, а он бил паркиран у гараж. Или некои други работи, или кој ќе ти докаже дека тоа е тачна брзина со која си возел или не знам што. Сега, трета работа, четврта, пета, не знам, работа е, може некој нема можност да има смартфон. Да, тука е поврзано тоа што дури имаш и предупредување од владата, кој нема да го жирира својот мобилен телефон, ќе биде санкциониран и казнен. Можеби не сакам да поседувам. Тоа е мој право на избор. Па еве јас сум една од такви. Јас немам мобилен телефон.
и се снаоѓам кога патувам и така, меѓутоа у принцип комуницирам преку лаптоп, преку и Facebook повеќе немам, ме блокира инбокс, ама се снаоѓам преку нешто вако, алтернативни мрежи и така. Меѓутоа јас немам мобилен телефон. Мене тоа ми зрачи, ме боли глава од мобилен телефон и ми одзема внимание. Не сакам кога излегувам некаде надвор, не сакам да ми некој звони, да ме потпрашува глупи прашања и непрекидно да зборам. Сакам да живеам слободно кога ќе излезам, вршам работа, се враќам дома и јас немам мобилен. И сега, значи, меѓутоа ти ја пратат да. И сега, значи, ти си обврзан да имаш мобилен тука, па си полека обврзан да имаш мобилен у банка, па си полека обврзан да имаш апликација, па еве сега возачка дозвола као дигитална, па ова, па она, и каде тоа оди се? Тоа све оди кон дигитално. Ајди. Ќе го говориме и тоа, до текот на емисија. Значи, и сега ти они сето тоа го, како да кажам, го обвиткуваат во некакви целофанчиња, во шарени харти, као тоа е за наше добро, безбеден град. Безбедно ова. На медиумите, еве гледате колку е намалено, нема згазени пешаци. Да, па сега, пошто мојот сопруг Светислав, он напиша еден текст. Интересно, дали ќе дозволиш да прочитам слагано? Да. Премногу добар текст. Во групата Стари Скопјани, интересен еден текст. Вака. Сейф Сити или исплашен и блокиран град. Сега ми се јасни вицевите за цајкање, кој не го гледал филмот Idiocracy, треба да го види. 50 км на час со камери на секој агол и веќе се гледаат колони возила без темпомат кои возат 40 км на час, а градот е целосно блокиран. 50 на час секаде без разлика, дури неколку километри пред влез во град и на булевар кај хотел Континентал, каде што нема пешачки, ниту има потреба од поспоро возење. 51 и веднаш казна, без нормална толеранција што се користи низ цел свет. Истите тие камери не можеа да го снимат палчон низ цел град, а сега одеднаш не само што гледаат кој си, туку и каде си паркирал, дали си врзал појас или само си помислил на телефон. Ако направеа статистика каде и кога страдаат пешаците, можеби ќе сватеа дека тие места се уште не се осветлени ноќе. Ќе поставеа тастери за пешаци кои ќе го активираат семафорот само кога навистина сакаш да преминеш улица, а не да стоиш со кола на црвено без ниту еден пешак среде ноќ. Размислуваат веќе што ќе прават со огромните пари што ќе ги ограбат од граѓаните, наместо да создадат тим од урбанисти, архитекти и сообраќајни инженери кои би ги согледале проблемите и би ги решавале критичните точки во градот. Тие инженери би ги користеле камерите за да подесат зелен бран, да создадат полесен проток на клучните места во градот, особено кога се оди и се враќа од работа. Би изграделе уште неколку неопходни мостови преку Вардар, за да се растерети аеродром Нова Лисиче и Драчево, најгусто населени делови, каде што живее половина град. Само ќе ставам сликата од постот, така, за да биде нели појасно за што се зборува. Би изградили уште неколку неопходни мостови преку Вардар за да се растерети аеродром Ново Лисиче и Драчево, најгусто населени делови каде што живее половина град, наместо единствениот мост кај Мерцедес. Токму тоа на сликата е прикажано. Би изместиле главната железничка станица надвор од градот, бидејќи незината влезна и излезна пруга ги блокира и аеродром и Ново Лисиче, слика долу. Би го отвориле новиот пат Водњанска Сончевград, тоа е на кај Сопиште. Да. Така, кој иако е завршен скоро една деценија е блокиран од непознати причини. Чудно. Луѓето што живеат во Сопиште и околината конечно би го користеле без и еден семафор од и до Козле кај црквата Свети Јован, без да прават гужва низ цел град. Ова и така натаму. Ова се мои едноставни забелешки како инженер по архитектура, каков огромен препород во сообраќајот, полесен живот и помалку загадување би постигнал
тим од експерти, самите можете да предпоставите. Напредок и слобода наместо орвелијански камери, нелогични ограничувања и драконски казни. Светислав. Да, и колку има лајкови? Па, 368. 370. 370. 370. Значи, луѓето капираат. И 135 споделување, ова е само во групата. Само во предпоставам групата. дека е Да, споделувано и лајкувано на приватни профили. И ако ги прочиташ коментарите, ќе видиш дека луѓето капираат, има многу паметни коментари кои додаваат луѓево и Да, во моментов баш читаме такви коментари. И значи луѓето треба да сватат Ево интересен коментар. Да. Од гледаш да ве надопомнам, од каде, од кого и за колку пари го добавија овој гломазен проект? Тоа што го говоревте вие, докторке. Не, луѓето веќе почна да ги чувствуваат работите онака како што се. Да. Луѓето сликата. македонци се израдуваа малце кога се смени политичка, како да кажем, гарнитура, затоа што им беше преку глава повеќе од нели тие издајници, вакви, такви, не знам што све правела и така, мислам, не знам нешто добро дали направи. Апсолутно. Све и воведува и ова образование за деца, ова како се вика. Трансродно. Сега не знам дали знаеш последните и ова сегашна министерка влезе во шемата. Да. Значи воведува тоа, променија име, ова, она, не знам што све не. За време на ковид кризата? Да. Скопје го направија Аушвиц. Така, Аушвиц. Значи јас не знам една добра работа дали имаше. А имаше лоши работи многу. И луѓево некако, како да ти кажам, мислам дека не гласа за гласа против СДСМ. Така, против СДСМ, као еве, конечно да продишеме. Меѓутоа, овие доаѓаат, овие се бетер. Значи, овие воведуваат диктатура, воведуваат исто тоа родово образование, кое е застрашувачко нешто. Да го воведуваат твојмот род. Тоа е сега тема, ненормална тема која не ја отвараме воопшто, затоа што тоа е посебна тема. Меѓутоа ќе не каменуваат одма овие невладини. Баш ме гајше што кој ќе каменува. Меѓутоа, сакам да кажам, тоа е посебна тема која бара многу време за да се зборува на таа тема, а претпоставам дека на сите им е јасно повеќе зашто се работи тука. Значи, луѓето треба да разберат дека владата, секоја влада, е само извршител на наредби кои се добиваат од ист ментор. И СДСМ, и ВМРО, и републиканци, и демократи. Сите добиваат од еден извор. И ти кога ќе погледнеш една партија и кога ние мораме, ние сакаме, ние ќе направиме, доаѓа друг, он истото го продолжува. Иако кажувал дека е против тоа. Направил измама во изборите. Да, значи еве се ВМРО дојде, си прави све што си правише СДСМ. Дури надградува. Дури надградува сега. Сега е уште бетер него што беше. И значи луѓето треба да сватат дека не може да се очекува ништо од ниедна влада. Влада е тука да го контролира населението, да формира, како да кажам, да го држи како на фарма, како што животни се држат на фарма. И да го цица, да зголемува број на години за влегување во пензија, малтене додека не е потполно уништен и пред смрт, и тогаш да го пушти да поживее неколку години, неколку месеци и тоа е тоа. Значи да ти истица крв, да ти истица енергија. Луѓето кога ќе разберат тоа, еве гледаш Хрватска. Хрватска е, например, Европска унија. Меѓутоа во Хрватска покрај река Мура
Исфрлени се 55 тони илегален азбестен отпад. Како што се случува во сите наши земји, нели во Македонија што се случува. Втор најзагаден град во Европа. Втор најзагаден град во Европа. И што имаме ние тука? Имаме Усје, кое гледаме снимки, слики, се гледа тоа навечер кога ќе се уклучат тие димњаци, тоа страшно нешто. Испушта такви едни црни димови кои само прават ќебе над Скопје. И има поднесено пријави, протести, вакви, такви, што ти не све, и ништо не се прави. Ништо не се прави. Зошто ништо не се прави? Нити филтер има, ни ништо нема и така натаму. Друго, што се однесува до загадување, нели ова влада која многу луѓе се изредува, ќе дојде нешто. Меѓутоа ова влада направи некој тамо закон, воведе дека секоја фирма, фабрика може да се има своја деловна тајна и не мора да објавува што гори, како гори, не знам, дали Усје, например, како цементарница, гори некој опасен радиоактивен, нуклеарен, каков отпад, медицински. Се користи за согорување на отпад. Не 100%, не работи работата за која што е нели изграден. Сите цементари тоа го прават. Сите цементари тоа го прават, значи горат опасен отпад. Тоа испадна највносен бизнес во црната економија. Не знам точно колку беше по килограм таму некои добри. Вносен дури од трговија со хероин. Да. И сега ти гледаш, И ти сега гледаш кој зима тие пари, не знам, веројатно тие политичари и не знам што. Меѓутоа, ти гледаш дека што се случува? Значи, Струмица била загадена како, не знам, дали рече бомба или Делхи, не знам, во Индија. Значи, Струмица една. Која што нема тешка индустрија. Нема. Што значи, слушнав дека имаат и покретни печки некакви. Да, беше тука, гостуваше во подкастов наш Ристоманов и тој велеше за ново село Струмичко дека имало таква топилница која што горела сомнителни. Он ги познава тие работи одлично. Значи, ти гледаш дека ништо не може да се направи. Поднесуваш пријави, еве сега ова Данела Арсовска, нели? Да, и таа поднесе против цементарите. Пред 3 години. Пред 3 години и ништо. И тоа градоначелник. Градоначелник. Така ако некој обичен граѓанин, смртник, нели? Нема ни да влезе во процедура. И сега и ништо не се случува, сите ќутат. И сега, јас прочитав еден текст некаде, не се сеќавам каде, на англиски беше текстот, некој весник, англиски, амерички, вика од Европа ли беше, не знам кој весник беше, и вика на депонија на Балканот. Вика Балкан ќе биде, за да не се горат опасни отпади во Европска унија, ќе се рециклира. Значи ќе се одвои све што може да се одвои, да се искористи, затоа што они имаат фабрики за рециклажа, супер све, зашто ние немаме, него они имаат, али све што не може да се рециклира, значи оној најтежок отпад, тоа ќе оди, вика, на депонии и печки за согорување на Балканот. И ти гледаш сега, Србија е загадена прекомерно. Да. Постои нешто црвено на граница помеѓу Србија и Хрватска. И тука е непрекидно црвено. И не знам што е, значи за какво загадување се работи, ама таа една точка, значи дел од Хрватска, дел од Србија е непрекидно црвена. И сега гледаш во Битола, во Струмица, во Скопје, значи гасна комора. Гледаш во Босна. Во Босна прочитав и објавив еден, можеш тоа да го најдеш ако сакаш на мојот многу интересен пост на мојот профил. Затоа што женава пише од Какањ, од Босна и Херцеговина.
А не можеш тука да ме најдеш затоа што јас повеќе не можам да пипнам. Не може веќе? Не. Ќе те најдам директно лево, на search. Да. Какањ. И тоа е интересно што таму постои се. Иди подолу. Подолу, тоа е за Хрватска, исто што го спомнав. Види, да, тоа е. Ова. Да го прочитаме? Прочитај, да. Така, баш. Ова е од Джана Хрусика Беганич. Предоставам дека добро го прочитав. Босна и Херцеговина, Какањ. У центру града, творница цемента у Хајдерберг, која спаљуе гуме и RDF европски отпад, тоа е радиоактивен, предоставам, уклучујќи и медицински, за кој добија новац да ga преузме и спали у својим погонима на уштрб све веќен број онколошких болесника на нашој општини. Уз руб града отворена и неадекватна депонија смеќа со чак анималним отпадом, тоа е значи органски. Да. Такоđe 2 километра дале термоелектрана која има ремонт високог димњака, па се у функции само ниски димњаци. Рудник мрког углја и одлагалишта јаловине, површински коп као додатак руднику, ископавање клинкера на брду изнад само града, кој се користи за производњу цемента у поменутој цементари. Автомобили, старе производње и кучна ложишта, jer je sistem grijanja užasan i neprilagođen, samo mali broj gradskog stanovništva ga ima, unatoč vreloj vodi koju rijeku Bosnu ispušta elektrana. Zagađena gradska pitka voda zbog rudnika litijuma u susjednoj opštini Vareš, koji je nelegalno postavljen iznad našeg pitkog vodotoka u krugu vodozaštitne zone. Otrovane hiljade примерака риечних риба и осталих животинских врста у регион. И све ово на територија општина со 37.000 становника и у августу смо имали високо загаđenje, иако тада нисмо имали упалена кучна ложишта, а многи желе прикасти да се управа на највеќи загаđivač. Комплетен регион е загажен и хински распред. Да. Не потетува на ситуацијата во Македонија. Да, не, ова е уште бета. Copy-paste. Значи и литиум, и угај, и копање, и анимални отпади, и горење. По локалната цементара. Да. Значи тие цементари се како имаше еден пост исто за цементара, мислам од таа Данела Арсовска, имаше еден пост каде што збореше за тоа дека баш Усје цементара е еден од други или трети, не знам, најголеми загадувачи во светот. Што значи дека ние потхитно мораме, значи прво да ја изместиме таа цементарница од градот. Значи не може тоа да биде таква една тешка индустрија да биде во градот. Тоа е број еден. Друго, министер за животна средина треба да даде моментална оставка. Апсолутно. Значи ти колку луѓе денеска се разболени. Значи тоа се Да, тоа се илјадници луѓе, илјадници, да не зборуваме за хронични заболувања. Па тука имаш ракови и што знам све, ама да збориме само моментално од овој смог, оваа магла, значи ти имаш тука одговорност на министри, политичари и тие што не наложат на таа Усје и не знам сите тие загадувачи да стават најсофистицираните филтери. Така. Број 1. Друго, број 2 да се измести со стручно, како не знам, да се измести таа цементара од градот. Не може да живеат луѓе покрај цементара, тоа е несватливо. Тоа веројатно не постои никаде во свет. Освен во Индија. Освен можеби во Индија, да, може или во Кина, не знам, и Кина не е цвечка. И па резултатите на тоа загадување сега токму во Сопиште. Да. Кај што живееш ти, Слаѓана, и ја преска таа сцена што видов мене косата на глава. Никогаш тоа не било така. Значи во Сопиште не сме имале никогаш воздушно е не повеќе од 3-4 километри. Дистанцата од твојот дом и цементарницата Усје. Сега, значи, за тоа загадување
народот, али ти имаш, например, луѓето пишуваат, али народот што вика долу? Значи ти имаш, луѓето се загрижени, нормално, имаат деца, имаат болни, сите чувствуваме тоа. Ама ти имаш ботови кои ќе... Замисли ти на еден пост, каде што пишуваш за енормно загадување, луѓето умират, децата умират. Умират и децата и на политичари, не? Да. Другото. Ама ти имаш коментари, ајде нешто поубаво кажи, ајде тоа како капучино е, да ставиме розови очи. Такво нешто, нешто смешки. Значи тоа не се нормални луѓе, значи треба да сватат гледачите дека тоа се ботови такозвани. Значи ангажирани кои примаат плата за да коментираат така, за да го формираат однесување на масите. Значи он ќе каже ајде ќе релативизира, ајде ова она и луѓето као ќе се подсмират. Значи тоа се ботови кои треба да се игнорираат, бришат, значи delete блок. На сите такви не смеат да им се дозволи простор на таквите луѓе. Тоа не се луѓе, тоа се ботови измислени, веројатно неточни имиња. Биороботи, како што ги зборевме по 5 минути емисии овдека. Платени луѓе за тоа си седат у канцеларија, некои се и AI, ама овие во Македонија моментално се платени ботови кои може он да има и 10 години профил. Ама тој профил е одржуван и си има лажно име и што знам заради вакви работи, значи да он може да влезе и влегуваат 10-20 нив и коментираат, релативизираат. Па не е ова страшно, па тука е пострашно, па ова, па она и луѓево се подсмируваат. Не, ова не е за смирување. Ова е луѓево да сите, значи кој што може да направи. Значи, прво да се бара оставка на сите одговорни. Така е. Сите одговорни. Мислам, целата влада треба да даде оставка после вакви. А да не збориме за други работи, значи да воведуваат дигитално ID. Така. Полека доаѓаме нели во оној дел кога ќе дискутираме за дигитално ID. Значи сите, затоа што цел свет воведува дигитално ID, сега македонски нешто, тука политичари ќе воведуваат дигитално ID. Прво, значи дигитално ID нема да функционира. Значи тоа на запад како што не профункционирало за време ковид пандемијата. Значи што е прво и основно треба да разбереме што е дигитално ID. Дигитално ID е ковид пасош. Ете така. Ковид пасош... Значи не е ништо ново, продолжување само на направија. Значи ковид пасош требаше да биде тоа. Так. И ковид пасош се лансираше за да влезе као дигитално, као нема да биде прво као на папер, па после ќе биде дигитално и така. И тоа требаше да биде, како да кажем, иницијално нешто каде што ќе се лепат после пасоши. Тоа као вика нема да ти треба пасош, него само ковид пасош, така ќе се нарекува. Да, ќе користат телефоните сите. Да. И тоа беше идеја. И тоа беше идеја, им се изјалови сето тоа, не им успеа. Значи, исто као што не им успеа ковид пасош, така нема да им успее ова. Меѓутоа, сега они го буткаат тоа дигитално ID, затоа што он те блокира. Он ти вика, не можеш банка, не можеш ова, не можеш да патуваш, не можеш ништо. Пред емисијата го ни дадоа потврда. Меѓутоа, сега, за влегување во Европска унија, дигитално ID е воведено за овие наши земји тука до, мислам, 12 април, како пилот проект. Не знам како е ситуацијата, докторке, дали воопшто се дискутира за дигитално во Македонија без потребна дискусија на јавноста, на научна заедница, на оние кои што имаат нели познавања околу оваа проблематика. Министерот, како беше министер за информатичко општество, си го протно и веле ова мора да се реализира. Без никаква дискусија. Да. Не знам во Србија како меѓутоа овдека се турка на голема брат. Да, тука се турка, луѓето се мирни и така. Претпоставувам дека не знаат зашто се работи. Мене ме чуди една работа, не знам зошто албанците тука во Македонија не се активни по ова прашање. Затоа што знам
Јас знам луѓе и имам пријатели албанци кои ова тема одлично ја познаваат. Одлично. Меѓутоа, освен некои, ете тие што ги знам на Facebook што прокоментираат нешто, вака ништо не се случува. Нивните политички елити молчат. И се кооперативни. Да, кооперираат, точно. Кој ќе биде постервелен? Ама, пази, за политички партии ние немаме, мислам, што и да збориме, затоа што они сите имаат ист ментор. Дуи сија партиската боја се направи зелена, го ти текну пред. Не знам, ја тоа не пратам, за да биде во согласност на global change, тоа. Она climate change agenda. Па да, затоа што сега најавија од Европа дека зелени партии ќе презимаат светот. А зошто зелени? Затоа што лажни климатски промени, значи кои они си со геоинженеринг ги прават, со запрашување, со сето тоа, немаме ние повеќе природно време, сето тоа вештачко се прави. И затоа сега се буткаат као зелени, као ќе се бориме за климатски, не знам, zero, 0 CO2 и така натаму. Какво бре 0 CO2, ако сакаш да се бориш за здрава животна средина, сади дрвја. Апсолутно. Значи, садиш дрва, дрвата произведуваат кислород, го зимаат јаглен диоксид, да, и ти имаш здрава животна средина. Значи, дрвото прочистува. И услови за одржување на животот. Да, Инаку нема. Инаку нема. Значи, тоа е единствено што може да се направи воопшто нешто, да се направи за здрав живот. Дрва да се садат и да не се сечат дрва за хартија и глупости или да се гори, него имаш коноп кој со, не знам, стотици години се користел, забранет, а се користел стотици години за производство на хартија, на ова, на пластика, текстил, се. Текстилната индустрија работела фармерките, левис првите се од коли, не знам што, коли, оние што со текира не можеш да ги разбиеш, фармерки што никогаш не може да се искинат од коноп. А ти сега овие фармерки ќе ги истриеш малце. 3 месеца отиде. И тоа е. Значи, колата исто. Значи, колата може да бидат нескршлива. Ама они нарочно ги прават така за да се троши, прави и така од пластик. Небезбедно. И сега, значи, тоа е нешто common sense, значи тоа е нешто што е многу едноставно. Садиш дрва, имаш повеќе кислород и јаглен диоксид го троши тоа дрво. Значи немаш, мислам, многу просто, довршено. Човекот да функционира. Па тука нели доаѓаме професорке до она што го вели Харари, заврши ерата на Homo sapiens, од сега некој други. Не, ја види, тоа не паѓам на Харари. Харари е еден минорен лик, еден, не сакам ружни зборови, ама... Нито цела плејада, такви како Харари има. Имаме. Сем Алтман, Питер Тил, кој што ги нема многу. Целиот софтвер, за surveillance, за наблюдување. Веќе дури влежи во Вашингтон го спонзорираат официјалните државни институции. Ама ги нема многу такви. Значи, такви ги има малце. Проблемот е што маси, што се 99%, значи луѓе, се неинформирани. Зошто се неинформирани? Тоа е клучниот проблем. Никој не го ни... Ја верувам дека 50-60% од граѓаните во Република Македонија немаат појма дека се спрема ваков закон. Додека за разлика од Македонија во Велика Британија имаме буквално се подели. Да. Англичани се што се однесува до Digital ID. Да, значи прави борци и секоја чест за борбата, значи таму тешко ќе го воведат. Според мене Digital ID нема да функционира. Значи ќе функционира таму во западноевропски земји. Да, ќе функционира таму затоа што народот таму не поставува прашање што ќе им наредат, они работат и тоа. Важно е убаво да се живее и така, нема проблем друго. Во Англија нема тоа да се воведе.
100%. Значи нема да се воведе, во Србија нема да се воведе, нема. Во Македонија може би ќе направат, ќе дојдат до некој значителен степен, затоа што народот нити има појма за што се работи. Значи, зашто се работи тука? Тоа е ковид пасош, поранешен, кој сега се вика Digital ID. Да се реактивира. Значи, и тука, целата иднина на човечката раса зависи од непристанување на тој Digital ID. Зошто? Затоа што Digital ID и дигитални пари се две... жигот на зверот, ако сакаме да збориме. Да, тоа е жигот на зверот, тоа се две алатки со кои он може во сред ноќ да те угаси. Од системот е така. Да. Не можеш да купиш, не можеш да продаш. Он ќе ти каже, еве сега ние збориме ова. Значи контрола не е само контрола на движење. Не. И логирањето на интернет ќе иде преку него. Да, логирање на интернет, возење кола, регистрации, понатака што си кажал, каде си кажал, што си купил. Така. Што значи ние сега еве правиме муабет, и автоматски затоа што сме против некои мејнстрим, некои психопатски тие намери што ги воведуваат, пошто сме ние против тоа, автоматски ти блокира, како што у Хрватска се случи на еден, ти блокира сметка. Кога ќе ти блокира сметка, ти не можеш, бидејќи нема готовина, нели? Значи не можеш да отидеш у продавница и да купиш. Него само преку тие дигитал. И сега, значи не можеш да отидеш да платиш сметка за струја, за вода, не можеш данок да платиш, значи ќе дојде и ќе ти земе стан, значи не можеш да платиш храна, не можеш да платиш ништо. Не можеш да купиш карта, не можеш као Кина, што уште пред 3-4 години, не можеш, тоа се social тие кредити, да, социјални кредити, и он затоа што не знам, не купил нешто што погрешно, он веднаш го детектира тамо. Си купил повеќе млеко, си купил повеќе ова, не знам, нешто што не оди во таа агенда нивна, и те детектира, не можеш да наточиш гориво на бензинска пумпа или да казна. И не можеш да купиш, имаше документарец, не можеш да купиш авионска карта, возна карта, автобуска карта. Значи не можеш да патуваш, да купиш гориво, да купиш храна, да платиш данок, да платиш струја, вода, ништо. И ти си практично без ништо, без никаде, можеш да отидеш само да живееш у шума, затоа што и по градови ги бркат тие што се бездомници, и готово. И ти си згаснат. Ако си постар човек, значи тоа е крај на животот, пошто ни ти знаеш што, ни како, кај ќе идеш, каде не можеш да се движиш и така. Значи, и луѓето од страв, значи, али да не дојдеме до таква состојба, значи да не смееме да кажеме ништо, да не смееме да купиме што сакаме, да не смееме да... Не смеш да патуваш. Нели таму во тие документи, Светски економски форум вика, не сме да се оди во природа. Значи ти ќе имаш своја дозволена зона на движење. 15-минутни градови, до каде можеш пешки да отидеш. И ако отидеш надвор од тоа, као, еве, во ковидот, нели, им ставија во Оксфорд, градот во Англија, им ставија после 15-минутни град, на сред улица, тие некои браници, не знам какви. Така. Меѓутоа, луѓето излегуваат од кола, се снимат, го вади од асфалтот, го корне, го носи у контейнер, го фрла и си продолжува пат. Значи, луѓето викаат, ама што да правиме, кое решение? Значи, ние не можеме ништо да направиме, затоа што они имаат полиција, војска, чуда, политики, медии, све имаат, ама една работа немаат. Наш пристанок. Така. Значи, не пристанувам. И он вика, да, ама ние малце сме и така. Затоа ние сега правиме емисии, за да кажеме, ако 50% не пристане, они тоа не може да го воведат. Точно. Значи, а како да не пристане?
не плаќај со дигитални пари. Значи, ја никогаш не сум платила у живот, никогаш кеш. со картица, никогаш у живот не сум платила. Знам дека некогаш нешто е мора, олеснително, тоа разбирам. Ама тоа е понекогаш. Ама секогаш кога можеш да отидеш до трафика, до ова, до она, секогаш плаќај. Значи, ние сега во моментот не треба да гледаме што ни е полесно, затоа што имаме уште 2-3 години да се избориме со тоа. 2-3 години ќе издржиме. Апсолютно. Значи, основна работа што и единствена работа што ние можеме да направиме сега во моментот е плаќај само во кеш. И на тој начин ние ги држиме готови пари во оптице, во оптик, и на тој начин они не можат и да сакат, не можат да го водат. Он наравно ќе ти направи, ќе имаш попуст ако платиш дигитално, ќе имаш олеснително овако. Олеснуваат многу ако платиш дигитално. Они затоа ги направија 70% од граѓаните финансиски робови. Да. Последните 10 години сите сме сведоци колку лесно даваат кредит. Да. И дојде повикува, дојди, земи. Да. Заглави и после тоа се што ќе ти понудат како излезно решение ти го припатиш. Да. Меѓу другото да го припатиш и ова дигитална ID. Па сега, значи, тоа е решение. Значи, да не дозволиме, доколку не може да воведат дигитални пари, а тоа е од нас зависи, само од нас зависи, ние не може да ја спроведат агендата. Затоа во Англија толку е јак тој отпор, да ти имаш, пишува на скоро секоја мала продавничка, мал ресторан. No cash. Only cash. Only cash, да. Only cash не ни работи тој, како се вика, што? Системот. Да. И таму е голем отпор. Има и во Америка голем отпор. Меѓутоа во западноевропски земји таму тие нагоре, и скандинавски, таму не постои никаков отпор, таму не постоеше ни во ковид никаков отпор, таму све си иде. И сега исто во тој Digital ID, значи што се случи во Индија скоро? Во Индија се случи, они воведоа тој Digital ID, банкарни систем, не знам, светот, нели, све тоа да биде на едно. Да. Нели? И што се случи? Некои хакери и си влегле во систем, дали некој им продал тоа или они влегле, не знам како. Имаат побајаги хакери. Имаат многу хакери. Углавном, што се случи, не знам колку стотици илјади, дали милиони беше, не се сеќавам, ама тоа може да се најде на интернет, останаа без потпуно испразнети банковни рачуни. Дури, бидејќи све е сега на диджитал, дури некои останаа и без станови, и без ништо, без сите материјални добра. Така да, тоа е голем, како да кажем, каде е тука заштита на личните податоци, што е со устав загарантирано. Што тука за диджитал може уште да се каже? Тука имаме и овие, нели, тој Харари што го спомна, он вика, дојдовме до тоа да го цитираме, тој таков лик. Да. Али ете, когод да поседуе податки, биче нови богови. Тоа он го каже. Да, овие го проширува, другите, кој ќе ја контролира вештачката интелигенција, ќе го владее светот. А што се податоци? Тоа се тие дата центри, кои они ги отварате во Србија, има 17 дата центри, а тој најголем, тој звер е во Крагуеваc. Бист, да. И сега, значи, тие дата центри, што е тоа? Значи, тука се наоѓа дигитални ID, кој прати понашање, однесување наше, каде одиме, да не е надвор само, значи и во нашиот дом, затоа што све тоа поврзано, леци, алици, ова, она, сето, леци, алици. Да, ги гледав видеата кај што леци, алиците има вградено видеокамери и прати прeko. Све прати. Фрижидер кога е отворен, што си отворил, колку пати си отворил, кога е уклучено ова, она, све тоа прати. И тој дата центар, значи вештачка интелигенција, одлучува дали си ти добар или си лош граѓанин.
И спрема тоа, дали ќе те казнува или ќе те наградува и што ќе ти прави. А никој не ни кажува по кој морален систем и по кој критериуми. Имаше едно интервју со Сем Алтман, Такер Карлсон, го праша, чекај, вика, ти како го храните, вика, вие тој? Да знаеш што е добро, што е лошо. Ама не знаеш, ова е сублимат. Абе, човек му вика, кажи ми како. Јудејски, христијански морал, исламски, атеистички. Не знаеш. Не, нема тука морал. Да. Затоа што AI, тоа е машина канта која нема морал. Значи, она е наполната со податоци, колку ти си потрошил, дали си, не знам, колку си емисија на карбон диоксид, како се вика, јаглен диоксид. Значи, колку ти си... Простира премногу, докторка. Дури се сугерира, ајде не видите назадни, користете чат GPT, користете ова. Тоа се ботови кои тоа го форсираат. А фрапантна бројка на самоубиства иницирани по совет на вештачка интелигенција во Соединените американски држави достигнала недека бројка до 10-20 илјади. Тоа е сериозно. Тоа е релативно млади деца. Не само тоа, ти имаш сега тој Илон Маск, он лансирал една како не знам девојка, AI девојка, компјутерска, во која масовно тинејџери се влюбуваат. Така. И си живеат со неиза и така, со ликот во компјутерот. Така, значи се заглупува народот страшно. И се одредува, значи све компјутер треба да ти одреди. Еве, например, сега што се случува во Украина. Значи, Киев, прв град на светот треба да биде, каде што целата влада ќе биде дигитална, значи компјутер. Го имаме примерот во Албанија, сосем на Албанија. Во Албанија почна исто, да. Ај. Јесте. Еден, ама во Киев, владата цела, значи сите министри треба да бидат компјутер. Со се премиерот. Да, со се премиерот. И тоа ќе биде, значи, дигитална влада и компјутерот ќе ти одлучува све и така. Значи, тоа е многу сериозна тема. Луѓето не се свесни дека они ќе живеат некако, ќе се преживее овој живот некако до крајот. Меѓутоа, што ќе биде со нашите деца, внуци? Значи, они ќе живеат во што? Во логор, концентрацијонен логор, каде што некој ќе им кажува дали се мушко или женско, дали што ќе јадат, што ќе зборуваат, што ќе читаат, значи ќе бидат роботи. Да, и последно од април че нам беше закана од Светски економски форум не можете да го замислите она што следува. Тоа ќе биде незамисливо за вас, непојмливо. Дури се закануваат јам по дефиниција, по дефолт, докторка, Safe City, Digital ID, загадување, мигранти одат како еден проект. Да, и мигранти, да. Еден проект. Па еден проект, и за време на ковидот имавме најголема мигрантска криза, ако се сеќавате. Така. И сега границите блокирани, а мигрантиве се шибаат без никаков проблем. И мигранти нити им бараш кој пасоши, ни маски, ништо, нити носе они маски. Ево, сега најактуелно е токму на балконот, аферата, не знам во Србија колку е актуелна, претпоставам дека и таму имаше некој индици дека српската влада потпишала некој преддоговор или начални се сопасла на примање и прифаќање на мигранти од Велика Британија. Еди Рама не го крие тоа, веќе дека они веќе ги спремаат нели тие прифатилишта, прифатни центри. По Македонија се разви војна помеѓу опозицијата и Христијан Мицковски. Опозицијата го обвинува дека тој направил договор, тоа што се за волја на вистината да те примите принц Чарлс, да стане и онака во тешка здравствена состојба, се поздрави со тебе протоколарно. Кој Христијан Мицковски нема логика. Значи нешто има. Види, пази, прво немој да веруваш на снимки што ќе видиш. Може и AI. Не, тоа се углавном AI, значи луѓето веруваат во нешто такво, тоа се денеска се прави тоа, све по нарачка, све што ти треба, и терористички напади, све тоа сценографија. Апсолутно. И поздрави со краљеви, со краљици, со председатели, тоа е све фейк. 40.000 не дека требало наводно по тој договор.
е постигнат Македонија да ги прими, тоа се работи за 40.000. да, и тоа се работи за луѓе кои што не се социјални и економски мигранти. Види, колку што јас знам, здрава машка популација, учесници во, не знам, конфликти во Афганистан, Сирија, во Ирак, во Газа. па види, колку што знам, јас гледав емисија на телевизија Велика Британија, и таму кажа дека се работи за поголема бројка. 200.000 не дека, ама дали ќе се распоредат во 3-4 земји, така мислам дека треба да и Србија да биде дел. И вика дека тие се несоциализирани луѓе. Што не ги исполнили условите за да добијат престој во Велика Британија. Дали се осудувани, дали се силуватели, дали се педофили, психопати, убици, ние тоа не знаеме. Ти, например, ако сакаш да најдеш работа во Германија, например, ти треба прво едне брдо овие документи да извадиш. Да извадиш. Да. И друго, треба да имаш потврда да не си осудуван, да не се води процес против тебе и чекаш повеќе од 8-10 месеци за да добиеш таква една дозвола да работиш. А ти практично сега имаш влегување на луѓе кои немат ни документи, немат ништо, не знаеш. Практично еве што се случува во Сомбор. Во Сомбор луѓето масовно се жалат дека не ги сместуваат во прифатилишта, него во куќи. Во приватни домови? Да. И сега ти имаш 10-20 во некоја куќа, 10-20 мигранти, односно, пардон, они ги нарекуваат мигранти као ние знаеме што е миграција, значи идат жени, деца, мажи, цели семејства. Овде, значи никаков збор за миграција не постои, значи овде не гледаме ни деца ни жени, овде гледаме терористи. Тоа се млади мажи кои се обучени веројатно за војна и така натаму, што и кажува во Белград тие што ги анализирале, дека идат во 30 во група, дека еден е главен, кој сите го прашуваат, сите имате iPhone, сите имаат пари, добиваат месечни тие пари на не знам како. Па ги памтиме сцените како со картички под банкомати ваѓаат. Да. Што значи тие не се терористи. И сега тие терористи треба да се примат несоциализирани. Значи, они ги нарекуваат Не се тоа, значи, тоа се млади војници, односно терористи кои војувале, силувале, кој знае што. Еве во Сомбор. Се иселиле од една улица, каде што женава, што им пишува, живее, 2 семејства во странство избегале. Значи, од една улица. Зошто? Затоа што мигрантиве бркале девојчиња по улица. Деца бркале по улица, 10 годишни девојчиња бркале по улица. Значи, силувани девојки има во Србија. И што вика женава, вика седиме ние на маса, јадеме, си влегува на врата, 3-4 си влегуваат на врата, си зимаат од маса што сакаат, од кујна, да, си влегуваат у соби, си зимаат од шифонјери што сакаат, све, и си одат. Некој, ако дигне глас, тој вади нож, пиштолј и се знае. И полиција знае дека тие се утепуваат, има мртви колку сакаш тамо по шуми. Значи, имаат не само пиштоли, него имаат и пушки, оние автоматски пушки. За војување. Да. Од каде им се тие пушки, како, што се случува, не знам, меѓутоа полиција не заштитува народ во Србија. Истото се случува и на други места. И сега една Македонија која грца у проблеми, она затоа што им наредиле така, им наредиле на тие политичари, им наредиле, мора ти тоа да примиш, и он као, добро, ќе примим, и влегува, значи, такви луѓе, терористи во земјава каде што може да направат многу проблеми. Ние и со ова што имаме сега не можеме да се справиме, а во тој случај не знам што би се случило. Дестабилизација на регион? Да, дестабилизација, сигурно. Дали Бугарија ќе прима, ме интересира. Нема информации. Па јас мислам тешко. Да. Тешко, затоа што тие не ги примаа ни да поминат низ Бугарија. Да, тогаш кога беше актуелна нели таа траса,
ја заобиколува во широк лак. Да. Така да Оде преку Грција и Македонија. Да. Така да тука има многу проблеми со тоа. Рецимо во Србија сега почнаа да возат тој глово за допремање на храна, не знам што. И не знаат српски. И женава го прашува нешто во врска со Доставувачи на храна, да. Со ова. И он не знае да ја одговори. И сега возачи на автобуси не знаат српски. И он не знае ни кај вози. Го прашуваат луѓе, не знае да одговори. Не знае улици, не знае ништо. Значи, чудна работа се случува со тоа. Значи, они сакаат да се измеша население. Они сакаат да се направи една, нели, белата раса која сега во изумирање, да кажеме, само 10% во светот е белата раса и бидејќи некако не се управува добро, значи многу се бунат тие белциве и сега сака да се направи една мешавина, како да кажем, една држава, еден свет, една влада, една полиција, една војска, еден јазик и една раса. Све тоа да се измеша. И најверојатно еден род. И најверојатно еден род, да. Така да, значи, меѓутоа, сметам дека тоа нема да се случи, според сметам дека веќе после 2030 година нема тој талас на кој ќе може да пливаат како што сега можат. Значи, сега моментално такви се некакви сили во светот и планетарни сили и така натаму што им одговара на нив. Меѓутоа, веќе од следната година тоа попушта. Веќе таму на кај 30 веќе нема тој талас на кој може. Затоа, докторка, брзаат направат војна, да испровоцираат. Да, Европска унија со Русија. Сметам дека војна нема да има, затоа што пропуштено е тоа. Они требаше тоа многу порано да го направат. Сега ќе изгубат за 2 дена. Ќе направат они, ќе избуткаат они многу работи. Пореално да има граѓански војни, локални. Па и тоа не може да им успе, затоа што еве на Балканот, например, луѓето, например, они што константно кај што прават војни, тоа се срби и босанци, срби и хрвати, ама тоа е готово. Значи, политичари прават тоа, тензии и ово, она. Зато беше ова провокацијата во Сплит пред 2 месеци чином. Сето тоа е сценарио. Се е сценарио. Што не ги допира обичните луѓето, јас имам пријатели, многу добри пријатели во Хрватска, во Босна. Што ми мене гајле дали он муслиман или е ваков или е такво. Јас не по религија не сум, ама тоа е приватна ствар. Значи, мене ме интересира дали он човек, дали он добар, дали он има дух во себе божански или не. И друго ништо не ме интересира. А такви се многу луѓе. Значи, тоа добри се, луѓето се добри. Луѓето се добри, само се неинформирани. Ти, например, гледаш во сред војна помеѓу Хрватска и Србија, иде вести во истиот ден, пола 7:30, во Хрватска и во Србија. И вика, данас су хрватски снаге напале Вуковар и, не знам, побиле толико. У истото време, на хрватска телевизија вика, данас су српски снаге напале Вуковар и бомбардирале и тоа. Истата вест. Истите зборови, и таа вест оди и понатака. Истите зборови потполно, само што вамо вика српски, вамо вика хрватски. Што тоа значи? Тоа значи дека од дисцентар, од дисцентар доаѓа информација, овие само менуваат српски, хрватски, босански, вакви, такви. А народот овие си седат, си ручаат политичари, а народот гине, се мачи, пати. Сега сватиле луѓето затоа што ние немаме медии
кои се клjuč за сето ова што се работи. Ние немаме медии. Интересно е тоа за медиумите, така. Да, немаме медиуми затоа што се е во нивните раце. Значи, они не дозволуваат тука да дојде. Ама затоа еве има подкасти, има Facebook. Значи, Facebook они го направија за шпионажа. Да. За да не мора некоја агенција Да те прати или ти да там иде. да му ги дадеш со сите информации. Нели имаше агенти во секоја зграда имаш по 3-4 удбаши и сите. И сите се знае кои се и така. Така. Меѓутоа се нам потреба тоа. Он влегува, све си напишал и каде си бил, и, На одмор. и што сакаш, и што си читал, и кој ти е став, се, не мора ништо. Ти прави профил за 5 секунди. Така, меѓутоа, тука се, така да кажам, по божанска интервенција, се случи нешто друго. Значи, Facebook стана, како да кажам, информативен центар. Ете така. И за нас, кои сакаме прави нелажни информации. Значи, што служат медии? Да шират пропаганда, да шират лажни вести, сите терористички напади, да не зборуваме кои точно изгради, убиства и ово, она, сето тоа е фейк. Значи, тоа се све сценарија кои ги прават или се измислени, или се вештачки видеа AI, не се прави видеа, или се сценографија направена као, мислам, ајде сега да не влегуваме у таа тема, голема е тема. Меѓутоа, значи, они што вика една пословица, што очи виде, руке раде. Точно. Значи, он гледа на телевизор и тоа го упива, значи тоа му влегува во подсвеста. Ти, например, сега се формира свеста по серии, филмови и такви работи. Реални шоу, да, Јужни ветар. Јужни ветар. Јас не сум гледала порано таа серија, меѓутоа скоро сум видела малце нешто и се шокирав колку е оно страшно нешто. Значи, криминал, дрога, проституција, неморал, безграничен неморал. Значи, и ти имаш во една серија каде што вика не забрана, као не препорачува за помали од 12 години. Така. Чекај, човече, 12 години. Значи, дете од 12 години Да гледа такви сцени. Да гледа такви сцени, каде што коле, каде што силува, каде што, мислам, несватливи, грозоморни работи. И сега ти гледаш, и ми кажа една пријателка дека сведочила, била во биоскоп во Србија, на филмот Јужни ветар, каде што вика, сите 90% вика беа деца од 10 до 13 години. Прво, значи, како тоа дете влегло да гледа такво нешто, значи, родители, кај се тие родители? Да, каде е таа свест, не разбирам. Друго, кој ги пушта тие деца да купуваат карти? Тоа значи дека нарочно се дозволува такво нешто. И тие деца стануваат криминалци, ти сега помини по улици и гледаш какви све зборови страшни излегува од детските уста, што е несватливо. Значи, јас не сум поминала покрај деца од 10, 12, 13 години да не слушнам псуење најстрашно, најстрашни некои грозоморни работи. Значи, тоа се од серии и од филмови. Такви серии и филмови, тоа ми го кажуваше еден инспектор од, нема да кажем од која земја, ми го кажа, кога бил на обука во Америка, во Холивуд имал дискусија, разговор на таа тема, и му кажале, значи, од таа и таа година, што стварно се потврди, никој не може да сними филм или серија никаде во светот, нема да има можност да ја пушти серијата или филмот, доколку во филмот или серијата нема или ЛГБТ сцена, или инцес. Да. Што значи, ти се повеќе гледаш како се бутка такво нешто. Дори влегува и кај најмладите. Да,
да. Во градинките во училиштето. Да, сега и таму влегува. Што значи, сега тоа се тие медиуми, тоа е клучот со кој они манипулираат, убедуваат и така натаму. И ние што треба да направиме? Значи, ние треба да станеме информативни центри. Точно. Ние. Алтернативен етер. Што значи, што да правиме кога некој ќе ме праша што јас можам да направам? Можеш 10 луѓе да ги едуцираш на оваа тема. Значи 10 луѓе тие 10 после понатака 100 и тоа така по геометриска прогресија. Значи ние немаме можност ништо друго да направиме освен да плаќаме со кеш и да информираме луѓе. Секој од нас 10 луѓе да информира Доволно. И тоа е доволно. Ја дури видел чекор поише да се воведе она размена. Јас произведувам еден производ, ти произведеш друг и се Тоа веќе постои. Да. Во Србија веќе тоа постои, веројатно и тука. Да. Секојаче? Да. Да. Инспиративна тема, многу точки, многу што за да се говори, да се анализира и да се предупредува диригентите. За крај, што би им препорачала на нашите гледачи, на нашата публика? Па што би препорачала, ве кажав, значи плаќај со готови пари, тоа е број 1, и со тоа можеме да спречиме воведување, значи да успориме. Така. Ние не можеме да спречиме, али можеме да успориме, а тоа е клучот, затоа што они уште година-две и готови се. И друга работа е, они ќе дојдат до некој степен, нешто ќе остварат, ама не до толку за да не потпуно да не направат да бидеме како роботи. И друга работа е ова што ја кажав сега, значи да секој од нас да си даде задача на овие теми, еве барем овие теми, да информира 10 души. Затоа еве и оваа емисија имено нека се споделува на социјалните мрежи, така да. Нека се стават лајкови заради алгоритамот да се поведи, бидејќи YouTube е многу крут во. Значи треба да се делат вакви емисии, треба да се пишува стално, значи не само да лајкуем и да ова, значи и тие наши пријатели, можеби он има 100 луѓе, не е важно. Многу поенти се извадија во емисија, докторке, вие ги кажавте, оние кои што знаат да прават видео рилсови, слободно ги покануваме, нека вадат и сечици, нека ги шират на социјалните мрежи. Ја не сум толку добар во рилсови. Да. Кој сака слободно нека нека се преведува нешто, нека се прави нешто. И тоа е тоа што ние можеме да го направиме. Со вистината да се бориме против лагата. Со вистината, да. Така. Докторке, ми беше чест што вечерва бевте наш гостин. Верувам дека побуди големо интересирање вечерашнава емисија и тоа е залог за војдина да продолжиме, нели? Со вакви теми кои што мејнстрим медиумите ни оддалеку не сакаат да ги стават на своите програми. Да. Така. Вам, драги гледачи, ви благодариме што вечерва, како и секогаш, бевте истрајни, упорни и до крај не изгледавте. Ве ветуваме и во идниот период вакви теми кои што се суштински битни за самиот наш опстанок и опстанок на нашите поколенија и генерално како човечки род. Имајте убава неделна вечер и до следната прилика останете ми во добро расположение и добро здравје. Поздрав! Поздрав!